замислете млад човек на 16 годишна возраст да има проблеми со ерекција. Така да, повторно напоменувам, колку порано се дојде на контрола кај лекар, толку имаме и подобри шанси за третман на исто. Имале случаеви кога родителот доаѓа во име на своето дете и ги опишува проблемите кои што ги има, ги решаваме успешно. Сме имале моменти кога самиот пациент без придружба на родител-старател ќе дојде и ќе побара помош. Сепак како лекар таа помош ќе ја добие од моја страна, но секако мора, тоа е задолжително, да биде известен неговиот родител старател. Кај машките, дали е тука во прашање незнаењето каде треба да се обрадат, дали е тука во прашање стереотипите или предрасудите дека си помалку маша кога одиш кај уролог. Доста број од младите, машката популација, се потпираат на онлайн, што може да најдат на интернет. И дефинитивно треба да се охрабрува, дали е тоа преку образование, дали е тоа преку самите родители да ги потенцираат колку е битно да се оди кај уролог. Сметам дека треба да се потенцира и да се зголеми свесноста. Тврдењето дека сексуалното образование во училиштето ќе доведе до зголемување или поголема инциденца на прерано влегување во сексуални односи на младите е погрешно тврдење. Јас ви тврдам дека и без тоа сексуално образование младите ќе најдат начин како да се едуцираат. Имате вие средства електронски, особено Google датотеката, е огромна со работи кои што се во поголем дел погрешни и доведуваат до погрешна перцепција кај младите. Сексуалното образование е многу битен сегмент кај младите, паралелно и кај девојчињата и кај момчињата во нивниот живот. Со самото сексуално полово созревање, нивните спознанија, психолошките моменти секако, сосем нормално е да помислат и на тие моменти. Конкретно, многу е погрешен пристапот да се запознаат со поимот секс преку средствата за информирање или гледајќи филмови за возрастни. Подобро е нели да се спречи, отколку да се лечи. Таа поговорка мислам дека е доволно стара и сме ја слушале многу одамна, така да можеби да нешто треба да научиме од неа.